Значи, ќе ни кажете, директоре, кога ја добивте пријавата за зголемен број на случаи со повраќање со диареја, со болки во стомак во Скопско училиште и кои мерки ги презедавте? По добиено известување во текот на денешниот ден од страна на одделението за епидемиологија и Центарот за јавно здравје Скопје за појава на стомачни теглови кај ученици од Основното училиште Димо Хаджидимов. Државниот санитарен здравствен инспекторат согласно националниот протокол за постапување на надлежни институции при сомнеш и појава на алиментарни инфекции и интоксикации врши вореден, координиран инспекцијски надзор заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, Институтот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје Скопје. И по конституираната фактичка состојба, ние како од наша надлежност излеземе со конкретни информации. Што на што можете вие да го побарате или што веќе ќе го побарате од самото училиште? Државниот санитарен и здравствен инспекторат, согласно своите надлежности, врши затворање на кујната како потенцијален извор на зараза и дава решение на забрана, во кое што решение се наложуваат и мерки кои што треба да ги превземе операторот, односно воредно чистење, воредна дезинфекција, дезинсекција и дератизација од овластена институција и спроведување на воредни здравствено-хигиенски мерки за вработените. Тоа веќе е побарано? А се сомневате на кујната или тоа е по протокол? По протокол, во делот на нашата надлежност, ние земаме присеви, контролни присеви од работните површини и здравствените. Мислам од работните. Кој е надлежен за водата, зашто има сомнежи за водата? Па, согласно националниот протокол за труење се вклучени и Агенцијата за храна и ветеринарство, Институт за јавно здравје и Центарот за јавно здравје. Дали имате информации за моменталната состојба со евентуално за труени деца или со теглови, како што велите? По констатирањето на фактичката состојба ќе излеземе со поконкретни информации, не би сакал да... Има хоспитализирано деца, имате таква информација? Повеќе деца се јавни на преглед.